Недела 16 часот и 15 минути телевизија Телма, тоа значи дека е време за новото издание на Ферплей. Ве поздравувам сите вас кои што не следите пред малите екрани и искрено ќе ми биде драго доколку нашата денешна тема ве предизвика да останете заедно со нас во наредните 40 минути. Денеска ќе зборуваме за атлетиката која што добро е познато важи за кралица на спортовите. Зошто е тоа така? Како изгледа секојдневието на луѓето кои секојдневно се борат самите со себе, односно имаат за цел да ги поместат сопствените лимити. Дали е тоа лесна или тешка задача, ќе дознаеме од две прекрасни дами кои што се национални рекордерки. Дали и зошто атлетиката важи за кралица на спортовите? Дознаваме од две значајни дами на домашната атлетска сцена. Едната од нив е актуелна надпреварувачка и национален рекордер на 400 метри во сала и 400 метри со пречки. Другата е во улога на нејзин тренер и е национална рекордерка на 100 и 200 метри. Гостенки во Ферплей со Јана се Дрита Ислами и Александра Војнеска-Зикова. Веќе имаме убава атмосфера во студиото, затоа што, како што веќе најавив, две дами се мои денешни гостинки. Едната е актуелна надпреварувачка, сега пред малку баш позборувавме за тоа, можеби нема уште многу долго време, но сепак има уште време за нови успеси, нови рекорди, нови изненадувања кои што не ги очекуваме на надпреварувањата, а другата е во улога на нејзин тренер, наша поранешна атлетичарка, се уште е национален рекордер, но е и предводник на Атлетската федерација на Македонија, така што мислам дека од сите аспекти денеска ќе можеме слободно да зборуваме на тема атлетика. Им посакуваме добар ден на Дрита Ислами и Александра Војнеска-Зикова. Добре дојдовте. Добре ве најдовме. Ќе го стартувам разговорот со она што е актуелен, најтазе успех, а тоа е новопоставениот национален рекорд на Дрита на 400 метри во сала. Се случи неодамна на митинг во Будимпешта, па дали беше ова нешто кој што го очекувавте, го планиравте и знаевте дека е сега баш тајмингот за ваков нов успех? Реално очекував, бидејќи истиот рекорд го држев јас пред 3 години, го имав срушено во Софија, а пред тоа рекордот беше 40 години стар. Така да тогаш го очекував повише, а сега само сакав да го подобрам тој рекорд. И реално бев многу спремна, не од прва трка, туку бев спремна на втора, трета трка да го истрчам рекордот, но се случи од прва трка во Софија, да. Го подобрив, после тоа следниот викенд отидов пак во Будимпешта, каде успеав да го подобрам уште 10 стотинки. И се надевам дека ќе успеам на следната трка уште малку да го подобрам. Кога е во прашање Александра, веќе, како рековме, 19 години, некако го држи статусот за, ајде, така ќе се изразам, најбрза македонка, бидејќи рекордите на 100 и 200 метри се твои. Дали, не знам, можеби што од тогаш беше свесна дека ќе треба и како долго време за тоа да се подобри? Кога зборувам за моите рекорди, тоа ми е буквално како од друго време, како да не сум била јас таа, кога сум надпреварувала, кога сум трчала, затоа што навистина е поминат многу голем временски период. Се сложувам со вас, од една страна, ми е задоволство што ќе останам запишана во историјата со тие рекорди. Сум запишана, нормално рекордите постојат за да бидат турнати. Јас очекувам дека можеби не е во брзо време 2-3 години, меѓутоа за некој одредено време, бидејќи атлетиката е во зама во Македонија, имаме спортисти како што се Дрита, како што е Андреас, како што е Андријана, како што е Јован, како што е Дарио, кои што се навистина идол за младите дечиња кои што сега стартуваат со атлетика и верувам дека еве конкретно како претседател на Атлетска федерација со проектот Детска атлетика ќе произлезе некое дете кое што ќе остане па тоа запишано во историјата и со тоа ќе постави некои си други граници. Точно, за рекордите во нашата држава. В социјалните мрежи можеби не ни даваат баш прецизна слика, но кај Дрита следев што се случуваше минатите години и јас посочив, односно забележав дека приватно ти се случува некои промени и така натаму, но ти велиш не е само тоа, има и други работи благодарение на кои што некогаш беше подобро, некогаш полошо. Каков беше тој период од едниот до другиот рекорд?
Ти спомена и по некоја повреда. Приватниот живот немало никогаш влијание во спортската кариера. Така да ја пред година дена се омажив, но не ми пречеше тоа уопшто. Наспротивно бев многу мотивирана да постигнам што подобри резултати, бидејќи сум свесна дека одам на крај на кариерата. Не планирам уште долги години да спортувам професионално, така да давав максимумот минатата година, но сватив дека не треба секогаш да се тренира со таков голем интензитет, бидејќи кај мене тоа влијаеше негативно од повреда на повреда, здравствени проблеми, 2 пати заразена со COVID, така да не бев во состојба не да трчам резултати, туку уопшто да тренирам, бидејќи цело време нешто ново ќе се појавуваше и ме спречуваше, и после почна и многу психички да не сум стабилна, бидејќи сите тие работи влијаат. Ти сакаш, ама телото оствари не може некојаш да го дава тоа што ти го сакаш однатре, така да мислам дека ова сезона тоа што го турнав рекордот на прво беше бидејќи ми фалеше многу долг период, тоа една година беше катастрофа, лоша, без резултати, и близко до личните, и ми фалеше и стварно тргнав така мотивирана до максимум, дека стварно го сакав резултатот, стварно сакав да се вратам назад како што јас знам да се вратам, и затоа и на втора трка исто го подобрив резултатот, бидејќи уште ја има мотивацијата, бидејќи сум како дете некако кога го истрчав резултатот, бев пресреќна што се вратив назад, бидејќи на тренинг бев добра, но некако не верував дека ќе успеам да се вратам од повреди, од сите тие работи, и некако ми се отворија очите дека пак сум јас тоа. Тоа што сакаш да бидеш, победнички мајндсет, и предпоставувам дека е задоволство да се работи со таков тип на спортист. Како сето тоа се случи, како еве опишете ми како ви е процесот на работа, на комуникација? Јас ќе кажам само на кратко, после другото Александра. Може. Ние на тренинг сме тренер и атлетичар, и после надвор од тоа сме стварно како сестри. Ама кога сме на тренинг го сваќаме тоа сериозно и работиме без никаква симпатија, но надвор од стадион сме стварно многу блиско. И сум среќна и што имав прилика да почнам да работам со Александра, бидејќи јас најголемите резултати ги имам постигнато токму тогаш кога почнав да работам со Александра, и веќе од 2015 сме заедно и Dream Team. Да. Тим кој што победува веројатно и не се менува. Ајде сега другата страна да ја слушнеме. Па нема да биде многу поразлично, со тоа што морам да кажам дека првиот пат Дрита кога ме повика на разговор со цел да почнеме да работиме заедно, немав некои големи очекувања, познавајќи од претходно каков се уште беше млада, имаше добри резултати, меѓутоа се оставав некој пробен период за да видиме како ќе функционираме заедно. Она што ајде на некој начин ја затврсти нашата соработка е нејзината желба да се докаже, да покаже дека може. Значи, Дрита е спремна се да направи, само да покаже дека може и дека е квалитетна, дека има потенцијал, бидејќи можеби во одредени ситуации биле игнорирани незините резултати, можеби не била вреднувана на таков начин на кој што заслужувала, меѓутоа и ден денес ја секогаш викам, работите кога тогаш си доаѓаат на свое место. Исто така, нешто што на некој начин во тоа време повеќе обележа нашата соработка беше моментот што од две поларизирани страни, една албанска и една македонска, Дрита го направи првиот исчекор да дојде во клуб каде што се претежно македонци, каде што има македонски тренер, и многу ме радува што тоа потикна и голем број од другите спортисти, од другите клубови да соработуваат, сето тоа во насока на правење подобри резултати. Значи, таа бариера, без разлика политичка, национална, многу ми е мило што не постои во Атлетската федерација, не постои во клубовите. Затоа што голем број веќе од спортистите, кај еден тренер, кај друг тренер, секој нормално се
адаптира на тренерот и на неговите тренинзи, меѓутоа може да не се пронајде таму, да отиде во некоја друга средина. Така. И секогаш на почетокот долго време бевме така пример како една албанка и една македонка. Во тоа време, значи, бев само тренер, не бев ни председател, не бев ни изреализирана како мајка во тоа време. Како можат да функционираат заедно и да рушат бариери. Тоа е она што на некој начин не направи уште подсврсти во комуникацијата, во соработката и Дрита е сведок на вистина со голем респект спрема сите атлетичари. Јас верувам во незиниот потенцијал. Јас сум била единствената кога и Дрита паѓала, сум викала не се секира, ќе се исправиш и ќе станеш. Да, затоа што ја познавам каква е, ги познавам незините квалитети како личност и како спортист и верувам дека може уште повеќе од она што го има во моментот. Да, ова што го кажа сега ме потсети на моментот кога имавме јас и Дрита прв пат малку така подетално, искрено интервју и јас тогаш се фасцинирав дека таа многу искрено зборува за сите овие теми и ми остави впечаток моментот за семејството, кој дава многу голема поддршка. Предпоставувам до ден денес така, кога си со твоите, кога не сте заедно со сопругот, бидејќи имате сега и дистанца, ако не се лажам, да, не живее во Македонија, но како и да е, како до ден денес тие гледаат, има ли сега совети во смисла дека сега си сопруга, здрави еден ден, веројатно и мајка, или нема такви притисоци? Не, за среќа никогаш не сум имала притисок или ај откаже се, имаш 20 кусур години, доста е веќе од атлетика. Никогаш, секогаш сум била слободна јас да одлучувам до кога е лимитот, кога сакам да се откажам или да продолжам уште. Исто така и од страна на мажот немам никакви притисоци, дури ме мотивира, знаеш, последните години ти се давај максимум, знаеш, и од таа страна сум многу слободна психички, знаеш, кога тренираш без притисок е многу битно за мене да можам да се фокусирам на тренингот. Повеќето од времето сум во Македонија кога почнуваат надпреварите и со зимскиот период, пак ќе се вратам во Литванија и после кога почнуваат летната сезона во април, мај пак се враќам во Македонија, така да е малце тешко во дистанца, но имам разбирање и сум благодарна за тоа. Александра вели Дрита дојде, значи ти си иницијаторот да почнете да соработувате. Има ли конкретна причина зошто? Првен како жена, бидејќи ја порано тренирав со маж тренер и мислев дека со жена можам подобро да се разбирам. И стварно тоа е многу. Вистина е тоа, бидејќи многу добро се разбираме, да. Само со очи тоа саќаме што треба и тоа беше, а второто дека сакав да напредувам и мислев дека кај Александра, знаејќи незините резултати, бидејќи Александра тоа само што почна, нели, имаше една група деца, ја бев највозрасната и знаејќи ги незините резултати, сакав да одам кај незе, бидејќи мислев дека со незе ќе можам да направам резултат, бидејќи тие години пред, последниве 2 години пред да сменам тренер, стагнирав, немав добри резултати некако, или требаше да се откажам или да направам некоја промена. Така да сама си ја земав иницијативата и не мислев ниту еден момент дека она е македонка, јас албанка, ја тој период и не знаев долго добро македонски. Да, со Александра го подобрив и јазикот. И не знам, не мислев ниту еден момент на тој... Да, сакаше резултати и напредок. Да, сакав да напредувам, да.
има ли конкретно определен момент кој што оние кои се бават со оваа работа го процениле како таков, кога едно дете треба да стартува да се занимава со атлетика, ако навистина сака да постигнува врвни резултати. Особено во олимписките спортови сме сведоци дека таа граница се намалува многу, дури во некои спортови оди и брутална. Гледаме, не знам, 16-17 годишни деца кои парираат на сениори, па ако на времето повозрастни ги поставувале рекордите, сега се помлади они кои ги поставуваат рекордите. Како кај нас во Македонија тоа сега го регулирате или го одржувате под контрола? Кога и како ги детектирате талентите? Имаме ли соодветен начин за тоа да го направиме? Ајде пак ќе зборнам сега од позиција на председател. Значи, го имплементиравме баш во време на корона проектот Детска атлетика. Проект кој што е адаптиран за деца на возраст од 6, 7, 8, 9 години. Значи, сето тоа на кратко ќе ви објаснам, се состои од реквизити за деца, адаптирани за соодветната дисциплина. Знаеме дека атлетиката ни е мултидисциплинарен спорт, нема само трчање, него има фрлање, скокање, така. Така да сите деца, значи секој дете ги поминува сите елементи. Значи, сите дисциплини. Со тек на време, детето ќе се пронајде, нели, каде одстапува, каде повеќе дава, каде одделува, нели, дели од другите деца. Значи, сега ни е малце на сите нас полесно, затоа што порано во времето кога јас сум тренирала, па и во некој период додека еве Идрита беше помлада, се сведуваше на штоперицата. Истрчал толку на 30, истрчал толку, тоа е, нели, параметар да ни покаже за едно или за друго. Меѓутоа сме немале прилика толку мали да ги земеме децата од некоја возраст 6, 7, 8, затоа што атлетиката е многу тежок спорт. И многу е тешко дете на 6 или 7 години да го задржите во атлетика доколку немате нели соодветни реквизити и немате соодветен план за работа со тоа дете. Затоа што на детето ќе му се здосади. Верувајте, само да го пуштите да трча тоа дете. Така, и од тој аспект проектот Детска атлетика, нормално ние се водиме спрема она што го прави Светска атлетика. Тој беше проект започнат во 2005-та. За жал, многу касно кај нас се реализира во 2020 година. Толку успешен проект што Светска атлетика еден период го стопираше проектот, но со сите истражувања кои што ги имаа направено, им беше окажано дека им е најуспешен проект во постоењето на Светската интернационална атлетска федерација. Затоа го реанимираат оваа година, повторно започнуваат со истиот проект, очигледно тоа е нешто што дава резултати. Тоа фалело кај нас, години наназад фалело. Нормално дека треба да им дадеме шанса на тие деца преку игра да ја осознаат атлетиката. Јас секогаш викам, атлетиката е базичен спорт број 1. Нака тренира атлетика, нака развива моторички способности, нака си се пронајде во некоја дисциплина, а доколку не се пронајде, ние даваме готов производ на било кој спорт. Затоа што сепак деца доаѓаат од фудбал, од кошарка, додека не знаат да трчаат. Ме разбирате? Така да сметам дека тоа е она што ние треба како федерација да го промовираме, бидејќи како спорт, нормално сме многу битни за развој на националниот спорт генерално. Значи не зборувам чисто за атлетика, него зборувам за генерално за спортот во нашата држава. Кој беше моментот кога еве вие секој за себе ќе каже, одлучивте, проценивте или знаевте која ќе биде вашата дисциплина во која најмногу ќе работите и ќе се трудите да ги постигнувате на добрите резултати? Ние сме биле млади и нормално дека сме биле насочени и воведени од некој друг. Така, исто експерт во својата област, затоа што како мал немаш точно представа, да, можам и да скокам, сакам и да лечина, сакам и ова да... Нели, нормално таа една детска љубопитност, радозналост, не е проблем, можам јас и ова, можам јас и она. Меѓутоа, како што напоменав, резултатите ќе трчате конкретно, спринтот е до 400 метра и не прави голема разлика, Идрита трча 100, 200 и 400, и ја трчам 100, 200 и 400, и двете сме пробале да скокаме во далечина, меѓутоа во онаа дисциплина, каде што најлесно прогресирате,
Ме разбирате, конкретно еве 400 пречки, брзинска издржливост има. Значи, таков тип на тренинзи адаптирани за таа дисциплина најлесно поминуваат кај дрита. Оној тип на тренинзи кои што се за спринт многу тешко ги поднесува. И секогаш правам паралела. Дрита како не можеш тоа да го направиш, тоа мене ми изгледа многу лесно. Меѓутоа, од друга страна кој ќе направам па споредба мене како ми било кој ќе ми ги даделе тие тренинзи, сваќам дека нели нормално за тоа викаме сите си поседуваме некои си вродени предиспозиции просто за понатаму истите тие да ги надоградуваме и да растеме како спортисти. Добро, Дрита, кај тебе беше препознаено или самата Јас пред да почнувам да тренирам со Александра, експериментирав малце, држам и рекорд во скок далечина за пионери, после трчав и 100 пречки, 200, 400 метри, ама 400 цел време избегавав, не сакав да трчам, бидејќи е многу тешка дисциплина и после кога почнав да работам со Александра, се фокусиравме на 400 и после почнавме да пробаме сред сезона пречки, на 400 пречки и сватив дека многу ми е полесно, многу природно ми оди тоа 400 пречки, немаше многу потреба да работиме техника на пречки, бидејќи тоа како вродено ми беше во мене и после се фокусиравме само на тоа. Бидејќи ако добро разбрав, Александра ти помогна да пронајдеш кој тип на тренинг подобро му одговара на твоето тело. Кај вас е тоа просто многу важно, сам со себе си. Да. Нема тим, нема некој друг на кој што ќе се подпреш. Ја порано кога сум тренирала со друг тренер, сме имале секогаш потешки тренинзи, повеќе делници, трчање. После кога сменив кај Александра, некако не беа лесни тренинзите, окей, пак тешки, ама умерено тешко, така да можеш да го поднесеш и утре ден да ти да одиш пак свеж на тренинг, а да не одиш утепан. Така да можеш и другиот ден тренингот да го реализираш као што треба. Така да од прва година ние одма свативме дека тој вид на тренинг мене многу добро ми делува, дека ја имав резултат на 400 пречки 63 секунди, за една година спуштиме 61, 2 секунди за една сезона. После другата сезона од 61 на 59 и од 59 на 57, така да со тој тип на тренинг многу брзо почнав да напредувам. И свативме дека, окей, тоа не е лесно, има денови кога се многу тешки тренинзи, но пак тоа умерено и после тоа имам доста долг период за рекуперација и за да се спремам за следниот тренинг. Мислам дека многу ми има помогнато сето она што јас како спортист го имам работено. Имам долго време тренирано во Бугарија, имам тренирано во Германија и тоа искуство ми е многу значајно. Конкретно за Дрита, бидејќи ние сме долго време заедно, значи буквално знае и Дрита, јас и многу ретко носам штоперица, затоа што само да ја видам на една делница или на еден старт или сила кога работиме, знам точно нели која компонента од тренингот фали. Така, дали фалела издржливост, дали брзинска издржливост, дали брзина, дали сила. Така да многу е лесно кога го познавате спортистот, особено кога познавате на каков тип на тренинзи реагира. Само оној кој што бил на многу европски, светски првенства на олимпијади, окото што има доволно видено спортисти, што има видено доволно фреквенција, брзина, брзинска издржливост, може да направи една споредба. Ме разбирате? За тоа што е за мене, нели, слабо, може би за некој друг тренер е добро, меѓутоа јас знам дека може многу подобро. Јас ја знам и во друго издание, нели во издание кога е во полна форма, ја знам издание кога нели не е во форма и кога нели има некоја си аномалија дали во тренингот, дали во однос на некоја повреда и мислам дека за сега лесно успевам да се справам со тие недостатоци. Само што ќе ја видам и кога ќе се врати од Литванија, сега случајот беше веќе го споделиме со вас, се враќа од Литванија, викам прави тренинг, затоа што јас сум во комуникација со нејзин, меѓутоа целосно не знам, нели, резултатите ги имам, меѓутоа друго е кога ќе видите со сопствено око.
ја гледам на тренинг, викам, не се секира, ќе одиш на надпревар, ќе трчаш рекорд, спремна си. Да. Значи, буквално ни штоперица, ни мерење, ни тренинзи, ни ништо, нели, самиот начин на трчање, леснотијата во трчањето, должината на чекорот, сето, нели, само да помине пред вас и веќе имате јасна представа, да, до кај е, како е и зошто е. И верувам дека, нели, може многу подобро од ова што во моментот го има истрчано 55 секунди. Јас сум убедена дека 54 е резултат кој што е достижен за оваа сезона, само, нели, нормално да нема опуштање, затоа што, нели, многу често така знаеме, еве јас кога сум била спортист, аз сега го истрчав резултатот и сега во покомфорна зона сум и не морам многу да се напрегам. Се надевам дека неколку пати имаме таква грешка, таков пропуст направено, се надевам дека нема да ја направиме и оваа сезона. Како се комбинираат 400 метри и 400 метри со пречки? Дали твоите тренинзи подразбираат дека постојано и двете ги одржуваш во некоја, да речеме, оптимална форма или не оди тоа така? Ако си повеќе посветен на едното, тогаш мора малку да заостане другото. За среќа, кога трчам во сала нема пречки и имам простор да се фокусирам само на 400. Но кога доаѓа летната сезона има 400 пречки, секако мојот фокус е само 400 пречки, но има и трки кога ги трчам и на 400 метри, но уште, и тоа викаме со Александра, уште не сум имала една трка на 400 да видам до кај сум една максимална, бидејќи ми се случувало во ист ден да трчам 400 и 400 пречки со сат и пол измеѓу. Така да мислам дека тоа не е мојот максимум. И ова сезона имаме, не знам дали можам тоа да кажам, дека една од нашите цели е да го срушиме рекордот во 400 метри надвор, кој е на Елизапета Божиновска, 53 секунди 77. Е јак рекорд, доста долги години стои околу 30 и нешто. И ако не биде оваа година, се надеваме на следната. Дека пак, нели, мојот фокус ќе биде на 400 пречки, но ќе се потрудам. И ова? Да, и ова, бидејќи можам, знам дека имам во себе, но некојаш не тие трките не ти се поклопуваат една со друга и ти треба да го бираш тоа што тебе ти е примарна дисциплина. Сепак е многу добро што една без друга тие дисциплини не функционираат. Значи, добар резултат на 400 метри ти дава основа за 400 пречки. Ќе ја споменам Фемке Бол. Значи, трча 400 пречки. Така, добро. Стварно сега е последниот рекорд, светскиот рекорд е навистина импресивен и сето она што го прави импресивно. И верувам дека треба многу голема физичка подготовка, затоа што на светското првенство трчаше и 400 пречки, значи имаше неколци 4-5 дена поврзани каде што или трча еден ден 400 квалификации, друг ден трча 400 пречки квалификации. Значи 400-ката сама по себе е многу тешка. И сега верувајте, нели, да ги помине сите фази на 400 и 400 пречки, меѓутоа секогаш и на Дрита, затоа што Дрита за некое време ќе ни биде, нели, колешка, студира на факултет за физичка култура, треба да го знае тоа дека, нели, 100 и 200 брзината и како влијаат за резултатот на 400 метри, а па 400 метра ти дава основа за 400 пречки, така да сите тие работи се поврзани, ништо не е случајно. И кога ќе видиме и Вархолм, светскиот рекордер на 400 пречки, сезоната ја отвара со 400 метра во сала. Така да имаме голема среќа, можеби во одреден момент кога имаме европско или светско или европски куп, кај нас се поклопуваат во изден да се 400 и 400 пречки и тогаш е навистина тешко, нели, во две тешки дисциплини да се фокусирате и да го дадете максимумот. Меѓутоа верувам дека, нели, пак како што напоменав на самиот почеток, кога си спремен, си спремен. Трчаш добро и 400, не може да трчаш добро 400 пречки, а да трчаш слаба 400-ка. Не можете вие да трчате, конкретно Дрита трча 57 на 400 пречки и да трча 57 на 400. Едноставно е невозможно. Не разбирате? Така да, сето тоа е поврзано и од тие причини ја правиме зимската сезона, настапува зимската сезона да го подобри резултатот на 400, за да има основа за 400 пречки.
Усеин Болт е некој кој што мислам нема некој да не го познава и да не го знае него и неговата кариера, додека активно трчаше, постојано се коментираше моментот како стартува и што се случува до крајот на трката. Дека можеби би бил и уште подобар од ова што е ако успееше да има побрз старт, односно за пократко време да се случи тоа негово забрзување. Дали ова поврзано еве конкретно и со овие дисциплини во смисла како почнуваш и дали си способен за пократко време тоа забрзување да го постигнеш? Дали ради тоа, да речеме, за дрита се подобри оние 400 метри, што за тебе не биле. За тебе биле 100 и 200. Си била побрза, просто побрза. Поексплозивна. Уште од старт. Да, и начинот на трчање мој и на Александра се многу различни. Јас сум била поексплозивна, со поголема фреквенција, со подолг чекор. Она ќе го искоментирам, Усеин Болт, самата висина не дозволува да биде толку, да, значи тоа е Усеин Болт, нели сте го гледале на трките, дели во однос на висината, во однос на сите атлетичари, дури еве кај жените просек Шели Фрейзер Прайс е висока 161-162. Најдобрите атлетичарки немаат поголема висина од 165. Ретко некоја добра спринтерка да има поголем, да, зборувам за 100 и за 200, да е многу висока. Ретко, значи се случувало низ историјата на назад, меѓутоа ретко која атлетичарка е висока. Истото се случувало пример со Усеин Болт во насока на зошто е слаб на старта, има после тоа забрзување кое што нели руши рекорди. Сега нели прашањето ако бил понизок, ама па после дали ќе го има истото за забрзување, тоа веќе е некоја си друга наука која што нели за нас е тоа голема наука, ние не сме стигнати до тоа ниво, мислам со нашите резултати се стремиме нормално да бидеме подобри. Меѓутоа ете, во случајот ајде кај дрите или еве конкретно кај мене сум била многу експлозивна, сум имала убав старт, нели полно пати на тренинзи со машки кога сум тренирала, сум била рамноправна до првите 20-30 метра, нели каде што веќе до израз после тоа доаѓа и силата. Да. Кај дрита среќа што е 400, па толку до израз не доаѓа тоа, меѓутоа имаме уште многу да работиме, токму убава тема спомнавте, токму на експлозивната сила и на брзината, бидејќи во моментов тоа ни е најслаба карика во однос на... Ја затоа велам и како гледач, бидејќи јас сум далеку од експерт за атлетика, меѓутоа гледачите нели тоа го воочуваат, просто нешто што со око можеш да го видиш кој подобро стартува, а потоа можеби се губи и обратно. Така да добро, убаво е да ги расчистиме дел од тие работи и разјасниме. Ми интересира како изгледа во твојата глава и во твоите очи во моментов кога одиш на оние митинзи или поголеми надпреварувања, каде секако во одредени моменти ќе видиш и такви кои што се многу подобри од тебе, во ова што го прават, кои што можеби и веќе имаат многу поголеми успеси, делува тоа демотивирачки или не? Не ме представува голем проблем тоа, бидејќи јас сум трчала и на светско првенство за сеньори, знам со каква конкуренција сум се соочила и на Олимпијада исто така. И нормално не на секоја трка или на секој митинг ти можеш да се споредиш со конкуренцијата. Но ти имаш една мисија зашто си отидена таму. Например, еве во Будимпешта, например, митингот, ја бев отидена да го струшам рекордот и го струшив и си ја направив мојата трка без оглед на тоа со каква група трчав, слаба или јака. Или, например, на Европскиот куп, исто така, ја во 2021 во Кипар, ја бев фаворит на трката, но никогаш не го користив тоа и да, например, да се опуштам. Јас си бев отидена таму да трчам нов државен рекорд, да трчам 57 секунди за прв пат во кариера и се го постигнав тоа. За среќа не ми влијае тоа многу добро, многу лошо, нели, психички, бидејќи може и да паднеш скроз, нели, кога знаеш дека не можеш да се споредиш со конкуренцијата или дека се појаки од тебе, побрзи од тебе, но секогаш за секоја трка си има мисија за што сум отидена и си гледам тоа моето да го остварам. Има ли конкретна причина зашто се уште сме многу далеку од светските рекорди, од тоа што е, да речеме, врв на светската атлетска сцена? Долго време ќе ни треба да излеземе од тој деценијски застој. Значи, самиот период како држава, самостојувањето, пристапот, финансиите, распадот на еден систем кој што функционирал, па почеток на нов кој што уште не можеме да го имплементираме во целост, мислам дека
си земал свој данок. Апсолутно дека и во времето на Југославија од Македонија имало атлетичари како Божиновска, како Мачев, кои што биле конкурентни, кои што биле дел од таа југословенска репрезентација, и во моментов имаме некои атлетичари како Приеска што ги напоменав, меѓу кои и Дрита, кои што се конкурентни на Балкан. Сметам дека планови акциски имаме многу, меѓутоа имаме слаба реализација. Во моментов морам да споменам Агенцијата за млади и спорт, морам да го споменам ваучер системот, сето она што го прави агенцијата во насока на помош финансиска, првенствено према самите спортисти и клубови, а потоа и према нас како федерација. Сега како вие ќе ги насочите тие средства? Како вие ќе ги употребите во насока на развој, промоција на спортот? Тоа зависи исклучиво од луѓето кои што го водат спортот. Ни фали и малце подобра инфраструктура. Работиме на случајот заедно со директорот на Агенција за изнаоѓање решенија во неколку места, првенствено почна со Пробиштип, каде што се постави тартан патека. Имаме тартан патека во Скопје, имаме тартан патека во Куманово, имаме тартан патека во Охрид. Ни требаат уште на неколку места, бидејќи само така со услови кои што ние им ги нудиме првенствено на клубовите, а потоа и на луѓето кои што сакаат да се рекреираат и кои што понатаму ќе сватат колку е битно трчањето и рекреацијата, па ќе си ги насочат и своите деца во тој спорт. Само така мислам дека можеме да отидеме напред. Мене ми е тоа многу чудно кога ќе има олимписка норма. Да, меѓутоа вие во ситуација кога никогаш сте немале ни европска норма, кога сте немале ни светска норма, ни олимписка, нормално е дека за тоа треба време и дека тоа се гради. Тоа е процес кој што се гради. Кај нас има тренери, има клубови кои што навистина си го сакаат спортот, спортисти кои што Дали има доволно стручни тренери? Верувам дека има тренери како бројка, но дали сметате дека имаме доволно добар кадар кој доволно добро знае за да им пренесе на тие деца? Знаете како Или ни е потребна помош, можеби? Никогаш малку од тренери, така секогаш колку повеќе имаме луѓе кои што како човечки ресурси не се инволвирани во работата на спортот, дали по клубови, дали во склоп на самата федерација, толку и нас ни се олеснува повеќе работата. Меѓутоа во изминатиот период имавме една буквално транзиционен период во однос на тренерите, бидејќи еден голем дел од тренерите со кои што јас сум работела веќе не се во атлетиката, се пензионирани, не работат во клубовите, имавме буквално смена на генерација. Имаме тренери кои што навистина ни се амбициозни, посветени и сакаат да направат нешто и прават нешто. И доколку има интерес и за спортистите да тренираат со еден спаринг партнер надвор или со друг, исто случајот што беше со Дрита во Турција тренираше, претходно тренираше во Бугарија, сето тоа е искуство кое што можеби во моментот не дало ефект, не дало резултат. Меѓутоа тоа е нешто, нешто сте научиле од тоа. Па дури да е негативно сте научиле дека тоа не треба да се прави така. Така да сметам дека, пак ќе кажам, имаме една млада генерација и на тренери и клубовите, амбициозни ни се многу, спортистите ни се многу скромни, атлетика навистина имаме прекрасни спортисти, прекрасни деца. Така да верувам дека ќе престојат светли денови на атлетиката, бидејќи местото е таму каде што треба да биде на врвот. Овој разговор ќе се емитува најверојатно по завршувањето на Европското првенство на кое што Дрита ќе учествува. Дали имаме од сега очекувања и проекции, како што самата велиш, одам таму со конкретна цел што сакам да ја исполнам. Која е овој пат целта? Целта е да трчам 54 секунди на 400, бидејќи мојот сега рекордот е 55-85, да не се 84, да. Стотинки се во прашање. И сега се надевам да истрчам под 55 секунди. Значи, тоа ќе ми значи многу за летната сезона. Ќе трнува уште похрабро, уште помотивирачка. Така да, Александра, тренерот, вика дека го имам тоа во нозе на тренинг, но се надевам дека ќе можам да го докажам и да го устварам тој резултат. Бидејќи ќе биде последна трка за сезоната во сала, со европското завршува и зимската сезона, така да се надевам дека ќе можам да го стварам. Се надевам искрено и јас, ви посакувам на двете уште многу успешна работа, плодна, која што ќе донесе нови резултати и не само конкретно за вас две, туку општо. Посакувам почесто да се гледаме, а темите да бидат успеси генерално во атлетиката, затоа што според заклучокот имаме потенцијал да биде така.
Ви благодариме на поканата, навистина ни беше пријатно. Атлетиката, како што споменавме и преска, има широк спектар, значи имаме многу теми за дискусија, многу дисциплини имаме многу добри спортисти. Основата е исто така многу тешка на атлетиката, така да се надевам во некоја наредна прилика повторно да зборуваме или барем дел од гостите што ќе ми бидат тука присутни да бидат од атлетика. Ви благодарам многу за поканата. Беше чест да бидам дел и се надевам дека ќе се видиме за нови рекорди. Се разбира. Се надевам дека така ќе биде, а се надевам дека и гледачите уживаа во разговорот со овие две прекрасни дами. За мене барем беше така, кога се успесите во прашање, секој пат се тука да не мотивираат и да бидат една причина плюс да веруваме во нашите зацртани цели. Знаете добро дека нови теми поврзани со спортот и начинот на кој спортистите функционираат ви нудиме и следниот викенд, а нашиот термин е недела 16:15 на Телма. Довидување.